Здраво на сите, сум Стефан и добредојавте во нашето видео кој гласи топ 5 суплементи за добивање мускулна маса и губење масти. Значи, има многу суплементи на пазарот што се продаваат, што се рекламираат дека функционираат, но кој од тие навистина функционираат? Еве што науката има да каже за тоа. Значи, првиот суплемент што јас секогаш го препорачувам е креатин монохидрат. Значи, не било каков креатин, туку Creapure. Таков дали може да најдеме, не знам. Сега се почнува да се рекламира некоја MyProtein реклама и ако веќе купувате таков Creapure, значи германска технологија, или барем да е од Европа. Значи, креатин монохидрат, било каков, само да е од Европа, не купувајте некој кинеско ѓубре, ефтина работа, затоа што е полно со тешки метали. Дури имаше истражување каде што кажувано дека луѓето што земале креатин од Кина имале голем процент на тешки метали, дури над дозволената граница. Значи, што е креатин можете да видите во моето видео, каде што објаснувам за него. Кога се работи за втор најдобар суплемент, би го препорачал бета-аланин. Значи, бета-аланин функционира со тоа што ако конзумирате 3 до 6 грама во текот на денот, значи ако го поделите по 2 грама од сабајле па пред тренинг и после тренинг, значи ќе имате многу солидни резултати. Бета-аланин во Македонија може да го најдете, најефтин го има во ПВЦ. Значи јас никој не сум спонзориран од овие фирми, може ги познавам, значи поздрав до нив, но едноставно давам се што е најисплатливо за вашиот джеб. Бета-аланин функционира со тоа што го зголемува издржливоста и научно е докажано дека конзумирате 6 грама во текот на денот, за рок од месец до 2 мислам дека ќе зголемите силата и ќе зголемите мускули, ќе намалите масти. Значи, може да прочитате подоле во линкот за бета-аланин за сите истражувања. Сега третиот суплемент што би го препорачал е протеин од сурутка. Ова не е суплемент, ова е вид на храна. Значи, протеинот од сурутка е највисоко биолошкиот протеин што може да го најдете, полн е со БЦА, глутамин, имунолошки фактори, глутамонин, помага за имунитетот и други работи што помагаат за добивање мускулна маса и топење масти. Значи, најдено дека затоа што е полно со БЦА за време на режим за топење масти, ја зачува повеќе мускулната маса, да речеме, во споредба со соја. Дури зголемува перформанси. Сега кога се работи, не треба целосно да замените исхраната, значи препорачувам, ако не можете да ги надополните протеинскиот, да го надополните протеинскиот не со било каков протеин, значи од вистинска храна, да земете протеински суплемент, како што е протеин од сурутка. Дури ако сакате веќе да го подобрите протеинот од сурутка, земете после тренинг заедно со казеин и со некој средно абсорбирачки протеин како соја или јајце. Значи јас така го комбинирам протеин од сурутка, малку урда или јогурт или нешто јајце или соја. Тоа е најдено дека е подобро функционира само од протеинот од сурутка. Препорачана доза за протеинот од сурутка е 20 до 30 грама. Повеќе од тоа немаш никаков ефект за добивање мускулна маса, затоа што се претвара во глукоза. Четвртиот суплемент што би го препорачал и што го нема во Македонија е цитрулин малат. Значи, цитрулин малат е исто така супстанца која го зголемува производството на азотен моноксид во крвта. Значи, многу битно ако вие сакате да напумпате мускули и се рекламира дека аргинин функционира, не, аргинин не функционира. Најдено дека функционира, но тоа е за 20 грама и тоа шприцано во вена. Значи, тоа е еден тактички маркетинг на сите компании што го прават, значи не впаѓајте на тоа, барете цитрулин малат. Во Македонија тоа го нема, ако го донесат, слободно земете и купете.
препорачана доза за негова ефективност е 6 до 8 грама. И петиот и последен суплемент што би го препорачал за подобрување перформанси е сода бикарбона. И сега ќе речеш, што сода бикарбона? Значи да, имате во вашиот, како да речам, ефтин суплемент што ги подобрува перформансите и го забрзува oporavокот. Значи, сода бикарбона, која ќе конзумирате од 0,3 грама на секој килограм, негде да речеме кога тежите 100 кило, треба да конзумирате 30 грама, е толку ефективно што го и подобрува перформансите за 20% негде на чучеви. И тоа може да ви донесе повеќе мускулна маса секако ако подобрите перформанси, значи издржливоста, и тоа е добро и за луѓе што вежбаат аеробни спортови. Значи не препорачувам суплементи, другите може да функционираат, може да не функционираат, зависи дали имате потреба од тоа. Пример L-карнитин, ако јадете доволно црвено месо, немате потреба, и протеини. Ако пиете кафе, кофеинот може да ви помогне, но после 3 недели ефективноста се намалува. И затоа се препорачува да намалите на кафе. И затоа тие pre-workout supplements не работа, затоа што после 3 недели стануваш едноставно не функционира, затоа што се адаптира телото на таа доза и треба да зголемиш дозата. И се надевам дека ова видео беше доволно информативно и се надевам дека ви помогнав да се запознаете кои работи функционираат, кои не. Ако имате некои прашања, слободно поставете ги на Athletics страната. До следниот пат. Поздрав!